Dobar den, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота ве информира за поважните настани во комунава во Торонто и околината и секако ве забавува со разновидна македонска музика. Денешнава емисија е 397 поред, а денеска е 29 април 2017 година. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа ваша програма, која што се емитува на Роджерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510 веќе цели 19 години. Исто емисијава, како што знаете, после оригиналното емитување на кабловската телевизија во Онтарио, може било кога да се прати и на нашиот сајт www.macedonianedition.tv. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите гледачи кои ни честитаа за минатата емисија во која прикажавме дел од настанот кој се одржа пред Онтарискиот парламент, каде македонците од Торонто и околината искажаа поддршка за председателот Ѓорѓе Иванов во настојувањето да ја сочува нашата земја. Исто така, благодарам и денеска на сите вас кои што одлучивте во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. Денешнава емисија започнуваме со материјалот што го снимивме за Великден, еден од најголемите христијански празници кога македонските верници во Торонто и околината се упатија кон нашите македонски православни цркви. Следува материјал снимен во црквата Свети Климент Охридски во саботата навечер пред Великден. Воскресение Твое, Христе, спасе. Ангели поют на небесје и нас на земли сподоби, чисти срцем Тебе славите.
се удостоиме да го слушнеме и светото Евангелие. Мир на сите. Читаме от светото Евангелие според Матей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На другиот ден, кога измина саботата, на осамнување во првиот ден од седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем потрес, ангел Господен слезе од небото, пристапи, го дигна каменот од гробната врата и седеше на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег, и стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот се заврати кон жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате распнатиот Исуса. Не овде воскресна како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежал Господ. Па отидете по брегу и кажете на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја и таму ќе го видите. Ете ви кажам. И како излегоа брзо од гробот тие со страв и голема радост отрчеа да им соопштат на учениците негови. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава на светата едносушна, животворна и неразделна Троица, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот дарува. Отворете ги вечни порти и ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ над војските, Он е царот на славата. Ајде, отворите. Запалете сите светла. Запалите. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот дарува. Христос воскресна од мртвите, со смртта
Во неделата пак, на самиот Великден, нашата камера беше во црквата Свети Илија во Мисисага и еве што забележа.
Nedanica moja, šora voda, nedanica moja. Čestitka od председателя от Комедийната фамилията и честита Христовото воскресение на сите православни християни со желба за здравие, среќа и верите. Во денешнава емисија повторно имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет-салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читате македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Во денешнава емисија, во скратена верзија, го пренесуваме надписот на Бил Николов, председател на Македонското меѓународно движење за човекови права. Председателот на Македонското меѓународно движење за човекови права Бил Николов се сретна со високи представници на Департментот за дипломатски односи на Канада и побара министерката за надворешни работи на Канада Кристија Фриланд
веднаш да ја повлече контрадикторната изјава за Македонија и да ја поддржи борбата на Македонија против странското мешање. Во изјава дадена за Украина, министерката Фриланд го кажа следново, во наводници: Канада е непоколеблива во својата поддршка за Украина. Подготвена е да ја помогне за да се зачува и заштити суверенитетот на Украина, како и да обезбеди помош за Украина за спроведување на клучните реформи. И идентична изјава можеше да даде и за Македонија, но министерката Фриланд избра да го подкопува суверенитетот на Македонија, барајки мандатот да се даде на коалицијата, чија јавно објавена намера е да се смени македонското име, идентитет, знаме, химна и грб, што представува закана за територијалниот интегритет на Македонија. Во прилог на кампањата, антимакедонската коалиција неодамна и официјално ја представи оваа платформа во парламентот. Македонците деновиве масовно протестираат против оваа платформа и за одбрана на својата земја. Соединетите Американски држави, некои земји од Европската унија и, за жал, Канада, борбата на македонскиот народ за одбрана на својата држава ја третираат како борба на, во наводници, леви против десни. Ова не е прашање на политичката идеологија, туку непартиска одбрана против платформата поддржана од Соединетите Американски држави, изготвена во Албанија под раководство на албанскиот премиер Еди Рама, а насочена кон редефинирање на македонската етничка припадност и суверенитет. Канада во минатото знаела да се спротистави на вакви напади, а сега е дел од нив. Изјавата на министерката Фриланд е во спротивно со долгогодишната политика на Канада против странски интервенционализам и представува всушност навреда за канадските вредности на правото на самоопределување и на човековите права. Македонското меѓународно движење за човекови права бара од министерката Фриланд да ги објасни причините за незината изјава и да објави кога може да се очекува демант на истата. Да се молчи за овој проблем не може да биде опција, особено што незината изјава ги разгорува етничките тензии во Македонија. Ова не е таа Канада што ние ја знаеме, завршува со својот надпис Бил Николов. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 397 емисија на македонско издание, која можете да ја следите и на интернет на www.macedonianedition.tv. До нашата следна средба, кога повторно ќе бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценито внимание, пријатно и довидување.